Адем Чучулј е едногласно предложен за председател на Државната комисија за спречување корупција. Тој го доби највисокиот рейтинг од Комисијата за избори и именувања, која го интервјуираше за оваа позиција. За кандидатурата се исполнети условите за македонско државјанство, високо образование и над 10 години искуство во области поврзани со борбата против корупцијата. Собраниската комисија ја следи колешката Далиборка Демјанска. Далиборка, повели со деталите од таму. Александар, актуелниот генерален секретар во антикорупцијската комисија Адем Чучулј, кој има 19 годишно работно искуство во оваа институција, доби најголем број на бодови од комисијата за селекција, 96,50 бода. Второ рангиран е Бранко Смилевски, дипломиран економист, 86,33 бода. На трето место е доктор Кимо Чавдар, дипломиран правник со 81,83 бода. Чучулј доби највисок број на бодови од невладините организации. Представникот од невладините Дарко Аврамовски за него даде 99 бода. Во образложението за неговиот избор стои дека тој покажал значително искуство во борбата против корупцијата и исто така понудил добра програма за понатамошниот развој на антикорупцијската комисија. Предлагам да чуеме дел од излагањето на председателот на Комисијата за избори и именувања Ѓорѓе Сајковски. Најдобро рангиран кандидат од спроведеното интервју е Адем Чучулј, дипломиран правник со положен правосуден испит од Скопје, кој е прв на ранг листата и доби најголем број на бодови, односно 96,5 бодови. Врз основа на утврдената ранг листа на кандидатите за председател на Државна комисија за спречување на корупција, предлагам Комисијата за прашање на избори и именување да утврди предлог листа, односно предлог одлука за избор на председател на Државната комисија за спречување на корупцијата. За председател на Државната комисија за спречување на корупција се предлага Адем Чучулј, дипломиран правник со положен правосуден испит од Скопје. Отворам расправа врска со предлогот, дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? На јавниот оглас беа пријавени 13 кандидати, во меѓувреме еден од пријавените ја повлече кандидатурата, додека за останатите двајца комисијата за селекција утврди дека имаат несоодветна документација, за едниот и дека има несоодветно образование потребно за оваа функција. Инаку интервјуата траја 2 дена, во кои комисијата за селекција и членовите на комисијата за избори и именувања, како и представници од невладините организации, има можност да им поставуваат прашање покрај за личниот интегритет и за нивното образование, исто така и за нивниот план и програма за понатамошниот развој на антикорупцијската комисија. Сега овој предлог оди на собрание, каде ќе треба да биде изгласан со мнозинство, меѓутоа седницата се уште не е закажана. Следната недела има седница во четврток, но таа ќе биде за пратенички прашања.